Добар ден, почитувани. Ова е стартот на најновата телма амбуланта. Секој петок емисијата ја реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Каменот во жолчка е релативно чест здравствен проблем. Речиси сите ние познаваме некој што има оперирано жолчка. И знаеме дека без жолчка може да се живее, но кога и дали треба да се оперира жолчката ако во неа биде диагностициран камен, ќе ја запрашаме денешната гостинка, доктор Клаудија Гиноска, специјалист по абдоминална хирургија во клиничката болница Жан Митрев. Разговорот ќе го проследите веднаш по рекламите, а ќе имате можност и вие да се вклучите со ваши прашања во програма. Се гледаме набрзо. Кои се решенијата за каменот во жолчката? Ова е денешната тема во телма амбуланта, на која што ќе зборуваме со доктор Клаудија Гиноска, специјалист по абдоминална хирургија во клиничката болница Жан Митрев. Докторке, добре ни дојдовте во студиото на Телма и добар ден. Добре најдов. Си да знаеме дека жолчката може да се извади да живееме без неа. Но каква е незината функција во телото? Склад. Значи, тоа е складиште за жолчка. Течноста, значи жолчка, она течност што помага во варење на мастите. Значи и без жолчка, без жолчното кесе, жолчката би течела директно од црниот дроб во црева константно. Така. Значи таа течност се излачува од црниот дроб? Од црниот дроб. И се собира во жолчото кесе? Да. Тоа е како некој резервоар? Резервоар и чека до следниот оброк, до следниот масен оброк. И тоа, значи, кога кај особи кои го немаат жолчното кесе, жолчката тече непрекинато во тенкот црева. Значи не се собира никаде конкретно. Сега знаеме дека во жолчото кесе може да се формираат камчиња. Позната ли е причината за нивното создавање? Школски, студентски одговор гласи суперсатурација со холестерол, стаза и како беше уште едното, баш така студентски одговор, ама тоа ништо не значи за пациенти, за студенти веројатно исто ништо не значи. Од практично значење, повеќе холестерол, значи зголемена концентрација на холестерол во жолчка е предуслов за формирање на најголемиот дел жолчни камчиња. Нема да дискутирам за помалиот дел, или може после да спомнеме, значи најголемиот дел. Вишок холестерол во жолчка дава жолчни камења. Сега вишок холестерол во жолчка имаме ако се создава повеќе во црниот дроб и ако има повеќе во крвта. Значи оние кои што имаат зголемено ниво на холестерол во крвта всушност се попредиспонирани за овој проблем? Да, не директно, ама најчесто тоа значи дека имаат некој тип на метаболизам, некој тип на метаболен проблем кој ги предиспонира кон камчиње. А вела дека жените се попредиспонирани кон овој проблем, има ли вистина во тоа? Има. Има и статистиката, тоа го кажува, и има и научно објаснување. Значи, статистички за Европа, камчиња имаат до 20% од жените, до 10% од мажите. Значи, така, двојно повеќе. Двојно повеќе. Што значи тоа? Го врзуваат за естрогени. Се што е разлика... Со женски хормони. Со женски хормони. Женски хормони, значи, се што е почесто кај жени или поретко се кажуваат, ова естрогените се криви, или пошто жени имаат поретко инфаркти, естрогените штитат. И така е во голема мера. А дали може да се јават камчиња при држање на некои ригорозни диети? При гладување, обично знаат понекогаш да се пожалат одредени лица дека им се јавиле камчиња откако нагло слабеле или пак спроведувале некакви диети со видно гладување. Значи, таков податок никаде не сум сретнала, нити па сме дискутирале со професори, со колеги, ама еве да кажеме каков тип на гладување. Гладување, особа не јаде ништо еден месец, такви примери има на интензивна нега. А кај особи кои не јадат, ама ништо еден месец... Анорексија, така? Интензивна нега се критично болни, кои што не се хранат на уста. Така, не зборувам во секојдневниот живот. Значи, во секојдневен живот и
најригорозна диета, јас не познавам особа која не јаде еден месец. Ако има, нели, меѓу гледачите, баш нека се јави да видам која е таа особа со челична волја. Не знам, немаме денешно време некои екстремни примери така. Анорексија, дали камчиња имаат повеќе? И таа статистика не ми е позната. Не сум сретнала никаде во литература дека особи со анорексија нервоза имаат почесто камчиња, а во пракса ригорозни диети никогаш не се дотолку ригорозни да предиспонираат кон камчиња. А особи на интензивна нега, кои принудно не јадат еден месец, се во лоша состојба, тие кај нив се јавува нешто што се вика псевдокалкулоза. Не е тоа право камче, значи не е тоа камче во права, значи со хемиски состав. Во права смисла е некој вид на тиња, некоја згусната содржина на жолчата содржина. Да, згусната жолчна содржина би било тоа. Ама камче за еден месец не се формира. Значи не се формира толку брзо. Не. Сега има камчиња кои што се поситени и крупни камчиња. Дали едните се поопасни или помалку опасни во однос на другите? Краткорочно малите се поопасни. Мали камчиња до 5 мм, така од прилика се смета до 5 мм, може да се спуштат преку жолчни канали, кога ќе поминат, значи жолчни канали и панкреатичен канал се во еден момент се спајаат, стануваат заеднички. Тоа камче кога проаѓа низ заедничкиот канал, прави стоп на проток од панкреасен канал, и тој стоп на проток од панкреасен канал може да направи воспаление панкреатит. Значи да настради некој друг орган, како што е панкреасот, доколку тргне жолчното камче. Ако тргне жолчното камче, настануваат сериозни компликации. Тоа е за малите камчиња. Значи мало камче може да тргне по каналите, а големи камчиња имам сретнато дека, значи, ова е повеќе од читање, не е во пракса. Поголемо од 2 см може да предиспонира кон карцином на жолчно кесе. Но во Македонија карцином на жолчно кесе не е таков проблем како што е во некои земји во Југоисточна Азија. И таму, ако тие имаат, ако се предиспонирани, имаат висок ризик, таму можеби имаат и друго искуство, можеби ќе кажат, голем камен, склони сме кон карциноми, дај да вадиме жолчка. Во Македонија тоа е така академско значење, во пракса ништо не ни значи. Оваа диагноза за среќа кај нас е ретка? За среќа е ретка, многу ретка е. Да, за среќа. Да, за среќа. Сега, дали е точно дека повеќето жолчни камчиња не создаваат никаков проблем, доколку се мирни, односно се тивки? Повеќето, за мене зборот повеќето значи 99%, ама тоа не е случај со камчиња. Камчиња во 1/3 од тие што ги носат прават компликации. Така што 2/3 нема да имаат проблем, 1/3 ќе има проблем. Значи, голем дел од оние кои што имаат камчиња, диагностиката е случајна за време на систематските прегледи. Сега, доколку немаат никаков проблем, а имаат камчиња во жолчката, што им препорачувате? Ако немаат проблем, под проблем подразбираме и болки. Ако немаат болки, кои се типични, тие ќе ги објасниме кои се типични болки, не треба да се вади жолчно кесе. Тоа не е тоа мое, не се работи за мое искуство или нечие. Сега има доволно тело на податоци. Еве една, ќе кажам за пример, една огромна студија. 14.000 пациенти со камчиња, со жолчка со камчиња не се оперирале преку многу години, повеќе од 10 години, и следено е што се случува со тие. И испаднало дека компликации прават само оние кои пројавиле еднаш болка. Значи, ако особата никогаш немала болка поради тие камчиња, значи, скоро сигурно нема да има компликации. Значи, особа, ако заклучам, дека немале болки, да не се вади жолчното кесе,
а ако имале болки да се извади. Едноставна одлуката. Сега нели тие што пошто медицина не е математика. Можеби ќе се случи во тие што немале болки се или не приметиле, заборавиле. Можеби ќе дојде некој со компликација или некој ќе каже ама што ако кај мене се искомплицира, нели? Што можеби јас сум поинаков и тоа така е во медицина, не е 100% ништо. Се зема, се вага, значи ризиците од операција. Ако треба да се земат во предвид дека 1% е ризикот од компликации од вадење жолчка. Дека под услов уште нели, под услов да е хирургот вешт. Така што 1% е сериозен ризик и за да се извади, за да некој подлежи на операција, треба да знаеме дека ризикот од чекање е поголем од ризикот од операција. И вадење жолчно кесе, нели, тоа е во близина на голем жолчен канал. Операцијата е многу блиску, значи ние сме во милиметри работиме од голем жолчен канал. Ризик има секогаш и не е за подценување. Не е тоа не е така една рутинска, едноставна операција на која што не треба премногу да се размислува при носењето на одлуката. Да, треба да се размисли. Значи треба добро да се размисли во овој случај. На која возраст обично ги наоѓате камчињата во жолчката кај пациентите? На која возраст се тие што обично ви се обраќаат за помош? Има ли ке млади средна возраст, би рекла, најмногу се обраќаат 40 годишни, тоа вака од искуство, статистички, да, средна возраст би биле, можда најчесто ќе кажат имам камчиња, што да правиме? 40-50 годишни. Веќе ги споменавте симптомите, рековте болка, значи ако една се јави болка, веќе тоа е можеби пат кон компликација. Па каде точно се јавува болката, како изгледа? Дали е остра, дали е тапа? Примарно силна ли е, блага ли е? Силна болка е. Добро. Значи тоа не е болка, сега јас не знам, жени секогаш споредуваат со породилна, а мажи кога доаѓаат споредуваат со камче на бубрек, тие како тоа им е репер за тоа камче во бубрек е како пораѓа изгледа 10 од 10 болка е тоа. Тоа се најсилните болки, тука некаде инфарктот. Значи, ако тоа е најсилна болка, камен во жолчка можеби не дава 10 од 10, ама ќе биде над 5. Значи релативно силна болка. Силна болка. Тоа нешто тука, нешто ми беше, ме болеше, не. Тоа е силна болка, значи тоа не оди неприметено, тоа оди со земајте ме, носете ме на лекар. Тој тип на болка е. И нападот, значи болката предоминантно десно. Значи десно? Под десен ребрен лак. Добро, тука. Значи, така, негде до ребрата, над под ребрата. Може, значи типична сега, ова е типичната болка. Типично се шири странично до десната лопатка. Може до средина да стигне, до тука. Ако се шири налево, тогаш поверојатно желудникови прашање, не е жолчно кесе. Таа болка, кога почнува, трае константно, стега и држи неколку часа. Додека не се интервенира или таблети или операција, тоа се веќе детали лекарите, тоа е нивна работа. Дали ќе се реши со таблета или не, тоа е нашата работа, ама таа болка е пропратена со нагони за повраќање и повраќање. Може да се јави и да речеме покачена температура, жолтило на кожата. Ако се јави покачена температура, тоа значи дека веќе е компликација, не е обична болка. Значи покачена температура значи веќе се искомплицирало нешто таму. Значи веќе има воспалителен процес, така? Да, воспалението на жолчно кесе веќе се влегува во компликации од камчиња. Така. Значи ако дошло до температура, ќе се, нели, тоа е за операција. Тоа веќе е ургентна, претпоставувам, состојба е. Да. Но ова значи кога се поместуваат, претпоставувам, камчињата во жолченото кеса, па затоа предизвикуваат толку силна болка, слично како кај бубрезите или не е баш истиот механизам? Сличен е механизмот. Камчиња прават проблеми по слични принципи кај бубрези. Значи, камче може да се помести, го блокира каналот. И жолчката не може, жолчното кесе не може да се испразни.
Нели тоа е моментот на грч, тоа е, ама нели трае тој грч неколку часови, сега зборуваме нели типична болка, околу 5 часа може да трае. Дали оваа болка е поврзана и со конзумирање, да речеме, на масен оброк? Или независно од тоа се јавува? Тоа што било вклучена е нели во метаболизмот на мастите, жолчката? Јас не, значи кога доаѓаат пациенти за преглед, јас сум од тие можеби од поновите генерации. Јас не прашувам дали јаделе масен оброк. Можда затоа што имаме посигурни начини за дијагностика на колика и друго не е мерливо. За некого нешто е истиот оброк може да е мал, масен или немасен, тоа е многу релативно. Дискутабилно, така. Дискутабилно е што е голем масен оброк и мое искуство дека ние живееме во време кога луѓе јадат не знам кај е почетокот, крајот на оброците, се грицка нешто цел ден. Не е меродавно. Да. Значи за дијагностика златен стандард претпоставам дека е ехо прегледот? Да. Да, и тука ехото е пред компјутер. Значи денешно време компјутерот се уште не може да замени ехо за камчиња во жолчно кесе. Се гледаат, претпоставувам, јасно? Јасно се гледа. А во спаленијата, доколку се случат и некакви компликации, ќе биде видливо и тоа на ехо? Или ќе бидат потребни дополнителни некакви лабораториски анализи? Гледај, ние правиме секакви лабораториски анализи, што лесно е да се направи, нели? Не мислиме многу дали да правиме или не, а на ехо се гледа за дебелен зид, расслоен зид, може да се види течност околу жолчното кесе, тоа се знаци на воспаление. Значи секој што ќе почувствува болка во појасниот дел, по десниот ребрен лак, да се јави на преглед, да се направи едно ехо? Да. Може да потекнуваат некое друго место таа болка, да речеме 12 палечо црево, бидејќи луѓе што имаат проблем со желудник обично велат дека имаат и проблем со жолчка. Поврзано е тоа или не? Не мора да значи. Моја предпоставка е ова се случува. И двете дијагнози се чести. Значи немаме ние како научна поврзаност дека кој страда од желудник, страда од жолчка. Таква поврзаност не постои. Ама постои ваква поврзаност. Ке се пожали некој на болки тука. И сега секој одговорен лекар треба истото. Пред да каже желудникот е проблем, пи некој лек против киселини, треба да направи ЕКГ, да исклучи инфаркт и ќе направи ехо да види дали е жолчното кесе проблемот. И најчесто кој да отишол со некаква тегова во овој дел, во горниот дел од стомакот, му направиле ехо, му откриле камчиња, така затоа може би имате впечаток дека се поврзани тие патологии. Значи се исклучува дури инфаркт, понекогаш болката може да се јави во овој дел? Дури за инфаркт? Да, тоа е цела опасност. Опасноста на тие, ова е некој гранично, нели, подречие меѓу граден кош и стомак. И после долги години, некогаш после години работа, малку се може да се заборави тој момент, нели, тој список што го учат студентите. Болка тука, треба ЕКГ да се прави. Треба да се направи на ЕКГ. Обавезно, особено, може би не на 25 годишна особа, нека и 35 годишна жена, ама 50 годишен маж, да му се направи ЕКГ треба, обавезно. Докторке, кога ќе добие некој дијагноза камчиња во жолчка, обично знае да седне пред компјутер да истражува и на интернет ќе се појават разни рецепти за природен начин на решавање на проблемот, за нивна елиминација. Има чаеви за елиминација на камчињата од жолчката, потоа некои пијат маслинов зејтин, па дури како за бубрезите и темјан зрнце. Дали постои некое такво решение? И дали е безбедно кога станува збор за жолчката? Не гледам како би, значи ако наштети, ќе наштети на цело тело. Ако испијат некој рецепт на растителна база, а е од интернет, постои ризик од труење. Тогаш нема да настрада само жолчно кесе. Нема такво решение. Значи, кога се решава медицински проблем, треба да се реши причината. Ако причината за може би лош пример да
тука причината значи да се реши комплетно да се реши метаболизмот, камчињата остануваат, не помага. Ама еве една хипотетичка ситуација да има такво средство. Имаше порано едно такво средство, има еден таков лек кој може да ги намали камчињата. Да ги намали камчињата. Доволно значи мислам дека некои 10-20 години, тоа негде можеби 90-тите, моја нека така ми не го земете буквално, така, за мене тоа пред неколку децении лекувале така. Заклучиле дека го зголемува ризикот од компликации. Камче кое си седи мирно, ќе се намали во димензии и таман може да тргне по каналите. Што споменавте дека тоа е веќе поризично, попроблематично. А комплетно да се стопат, тоа нема да се случи. И ако причината се уште е тука, се уште жочното ќе се е тука, се уште особата си има зголемена концентрација на холестерол во жолчката, пак ќе се створат. Значи, ништо не сме постигнале. И сега, кога некој ќе почувствува болка во стомачниот дел, обично знае да посегне по аналгетици, по апчиња за смирување на болката. Дали е тоа правилен пристап или не? Еве што ќе кажете вие како абдоминален хирург? Да. Не, подобро да не земаат ништо. Ако е жолчно кесе, причината, камчиње во жолчно кесе, соодветен лек би бил лек, например, кетонал, ибупрофен. А ако причината за болка е желудник, тогаш истиве лекови ќе го ја влошат патологијата. И се причина за чир на желудник. А ако особата има инфаркт, ќе губи на време. Ќе ги замаскира меѓу други симптомите, ако се намали болката. И тоа ќе каже подобро ми е. Мада инфаркт тешко се маскира. Јас мислам ќе изгуби на време, чекајќи дека ќе се смири болката. Да, за да се смири болка од инфаркт, треба трамадол од 100 грама најмалку. Да. Малку да ја стиши, така што секако би се направила грешка. Барем телефонска консултација. Не помага таа стално, не може ништо да замени преглед, ама еве во ситуации, нели, болка почнува, лекарот е далеку, може барем телефонски повик соматичен. Така, а антибиотска терапија се препишува ли кога се силни болките од каменот во жолчото кеса? Ако е болка од зачепен канал, што кажавме некомплицирана болка. Онаа болка што е симптом на камчена жолчка, а не на компликација, тогаш антибиотик не прави разлика. Се препишува кај воспаление на жолчка. Ама и тоа изгуби на значење, значи ако е компликацијата воспаление на жолчка, веќе години наназад лекувањето е прием во болница, се даваат антибиотици, ама и се оперира во следните ден, 2 или 3. Значи, операцијата е ургентна само доколку има компликација, која што оди со малку поинакви симптоми. Покрај болката има и температура, што има друго? Значи, има температура, може како жолтица да добие некои симптоми? Тоа е уште друга компликација. Жолтица, значи, сега може да ги набројам, пошто тука е повеќе компликации се. Има компликации од воспалителни компликации. Тоа е првата група. И тоа почнува, камче зачепило канал, трае таа болка и пошто не се разрешава тој стоп, таа пречка, ако не се разреши 5 часа, 10 часа, ќе воспали зидот. Ќе се намножат бактерии, настанува воспаление. Тоа е еден тип компликации и се вика акутен холецистит. И тоа е итна состојба. Тоа е сериозно како слепо црево. Тоа е итна хируршка состојба. Другиот тип компликации се отспуштање камче во каналите. И тогаш се случува, ако почне да се спушта камче во канал, може или да настане стоп на, значи тогаш може жолтица да се јави. Главниот канал ако се зачепи, тогаш може да се јави жолтица и тоа оди жолтило, болка, температура или
ќе се развие проблем со панкреасот, панкреатит. И тоа е исто, тоа се силни болки со повраќање и тоа е состојба само разликата, нели, кај акутен холецистит операцијата е итна, кај панкреатит тоа е сериозна состојба, се лежи во болница, ама жолчното кесе се вади после 6 недели. Аха. Да. Најнапред претпоставам треба да се смири состојбата кај пациентот. Да, панкреасот треба да се смири. Значи, ако жолчното кесе е воспалено од компликациите, се ваѓа жолчното кесе веднаш. Ако поради камчиња настапила друга компликација, обично, нели тука има веќе тоа е комплицирана област, ама ако е панкреас или други органи ако настрадале, чекаме панкреасот да се смири. И после 6 недели, ако се биде добро, се вади жолчното кесе. Ајде сега да проговориме за операцијата. Дали се вадат само камчињата, доколку нема некој воспалителен процес, или пак мора да се извади цело жолчно кесе? Се вади цело жолчно кесе. Интересно е дека има историски правеле и тоа хирурзи. Нема што не е направено. Значи се што ви текнува се е направено. Некој се сетил. Ваделе камчиња. Ама ова што збориме, коренот на проблемот ако не е решен, ќе се створат пак. И еве ние сега нема таков хирург на светот што само ќе ги извади камчињата. Се вади жолчното кесе цело. Нема заклучиле, не помага, можеби и штета прави. Значи се вади цело жолчно кесе. Сега има различни пристапи. Најчестите се, значи, клучите два се лапароскопскиот и операцијата која што е класично отворена. Да започнеме со лапароскопски. Што значи тоа? Лапароскопија за отстранување на жолчка. Значи, или некои велат ласерска операција ми направија. Тоа е лаички, ама јас велам ласерски ако сакам да ме разберат. Немаме ласер во операцијата. Така. Не е поврзано со ласер. Ама лапароскопски, значи операција преку дупчиња, најпросто кажано. Колку дупчиња се прават на абдоменот? 4 на стомакот? вкупно. 4 вкупно, добро. Да. И низ нив се влегува со сонди? Да, значи камерата е тесен, долг цилиндар со диаметарот, значи калибарот е 10-12 милиметри. Другите се уште потесни, 5 милиметарски како отвори, 5 милиметарски отвори, многу тесни инструменти и тие се како клешти, како клештички. Сите инструменти што ги имаме за отворена хирургија, ги имаме и за лапароскопска. Аха. Да. Колку време трае зафатот за отстранување на жолчката на ваков начин? Долга е операцијата? Сега колеги ако ме гледаат таму, сега се смеат, сега си мислат, сега тој ако оперира толку трае, сега тој ако... Значи различни пристапи. Значи, ајде да кажеме 1 час. Добра. Самата операција, мислам дека кои да ме слушаат колегите, значи ќе се сложи. Тие побрзите, поискусните, тие по-темпераментните, можеби ја вадат за пола сат, 45 минути, малку, нели, можеби некој кој работи поспоро или не е толку искусен, можеби са повеќе од час. Зависи од типот. Значи, мажите имаат потешки жолчки за вадење, одма да ви кажам, рачунајте плюс пола саат за нивните. Зошто е тоа така? Па и кај нив нешто покомплицирано да биде, не само жени да се комплицирани, биле покомплицирани. Па еве, жолчката е покомплицирана кај маж, има подлабоко е садена. И обично, нели, кај жена стрчи делот, тој заоблениот дел, дното на кесето стрши преку црниот дроб. Тука лесно се фаќа со клешта, се подига цел црн дроб, кај маж и тоа попотоното, потешко е. Ама пак можда е стварно искуство, можеби некој што направил стотици, ќе каже, нема разлика. Значи, околу 1 час, еве да заокружиме, трае операцијата. Потребна е тотална анестезија, локална анестезија? Тоа е кај лапароскопска, кај секое жолчно кесе отворена, независно дали е отворено лапароскопски, општа анестезија. Значи, спие пациентот. Пациентот спие. И потоа како тече опоравувањето, со оглед на тоа дека нема класичен рез, има ли болки, бидејќи сепак е изваден орган од телото?
Тие болките не се толку од извадениот орган, ако е некомплицирана операција. Болките се пак од дупчињата. Затоа и е цела борба да се скрати на должина на рез, затоа што абдоминалниот зид, сите слоеви на зидот се најосетливите во приказната и најмногу страда пациентот. Значи, колку помалку е исечено, толку помалку страда после операција и толку побрзо се опоравува. Така што жолчното кесе, дали е работено или не, не влијае врз постоперативните болки или минимално влијае. Така. Под услов нели да немало некој крварење, да немало некои компликации. А доколку жолчото кесе е навистина силно воспалено или пак настанала некоја компликација, тргнало жолчното камче во некој од каналите, може ли тоа лапароскопски да се реши? Или веќе тука пристапувате кон класична хирургија? Кај го тргне камче по големи канали, исто се работи лапароскопски со таа разлика што прво гастроентерохепатолози, значи тие прават нешто што се вика ЕРЦП. Влегуваат нели со камера преку уста како за гастроскопија, па продолжуваат, стигаат до жолчните канали и имаат начини да ги извадат камчињата од големиот жолчен канал. И тоа е успешно во околу 90% случаеви. И после тоа, како тие ќе го решат големите канали, ќе ги решат со таа интервенција, после тоа ние лапароскопски вадиме жолчно кесе. Ако не успеат, тоа е нели помалиот процент. Во тој случај исто може, значи искусни лапароскописти можат нели лапароскопски да го решат тоа и со холедоход, ама такви не можам да кажам дека секој лапароскопски хирург е толку вешт. Значи во Македонија веројатно би се работело тоа жолчно, би се отворено би се работело. Отворена хирургија би се работело. Со рез. Каде се прави тука? Кај десниот? Баш на два прста под долниот раб на ребрата. И како изгледа операцијата? Значи слично како лапароскопската, само што сега веќе има отворено. Да, значи чекорите се исти. Се знае таму што се згрижува артерија, се згрижува канал, нема разлика. Разликата во чекорите на операција, разликата е што отворено, нели, разликата е што можеме да го пипнеме жолчното, ке се манипулираме со раце и тоа се смета многу поедноставно за, да кажам, полесно и побрзо се вади жолчното кесе. Но опоравувањето пак на пациентите е подолго. Бидејќи се работи за класична операција. Да, и подолго и нема никогаш да се опорават комплетно. Сега таа е вистината. Тие што имаат рез сами знаат, ги тешти тука и после 20 години, вика некако не го чувствувам или ме жега, пошто се прекинуваат нервите на мускулите, вака се движат. И со тој рез ние ги сечеме. И тука има еден дел така што може да им трне, па да не го чувствуваат. Па мускулот што не добива стимулус од нерви, се намалува, па не се деформитет некој се случува тука, па може кила да развијат. Значи прилично непријатно незгодно место за операција, кое што води кон низа компликации. Да, особено сега. И тоа е можеби релативно, особено ако споредам со лапароскопија. Со лапароскопијата, така. Тешко, мислам, нема што да се споредува. Лапароскопија е одлична во тој поглед. Ќе вклучиме гледачи од овој момент, почитувани, емисијата е контактна, ги очекуваме вашите прашања. Доктор, ќе постои ли начин за дробење на камчињата лазерски, како што тоа се прави со бубрезите? Постои ли таков начин и дали е повторно безбеден, бидејќи некој ситно камче може да тргне во каналите? Тоа е многу интересно. Јас дури не сум помислила, да бидам искрена, ама предпоставувам дека никој не ни помислува од истиве причини. Ако ги здробиме камчињата, сигурно тие што дробат камчиња на бубрек, ако ги викнеме, можат и овие да не ги здробат. Ама кај би тргнале остатоците? Значи, ќе тргнат по жолчни канали и панкреатичен канал и ќе направат компликации. А со бубрезите исто и таму, значи затоа, мислам, и тоа не е така наивно. Не дека ја подценувам нивната процедура, ама да кажеме изводливо е со помалку сериозни компликации.
Сега, откако ќе се отстрани жолчното кесе, дали кај пациентите може да се јават некакви проблеми со метаболизмот на мастите во иднина, односно да не им се вари добро храната откако ќе јадат, да имаат стомачни тегоби? Теоретски така е. Во пракса, тие што имаат извадено жолчно кесе, јас ниеднаш немам сретнато пациент да дојде да каже откако ми извадивте жолчно кесе, не можам да се прејадам. Прејадување е еднакво лошо и мачно и за тие сои без жолчно кесе. Значи, таков податок немам и од колеги не сум слушнала дека може да се жалат. Може да се жалат од болки, тоа може да се жалат, извадиле жолчно кесе, ама болкиве пак се тука, значи друга е причината за болките. Тоа значи дека не била болката причината од жолчката и од камчињата. Да. И повторно треба се бара причината. Треба повторно се бара причина и тоа обично лежи во желудникот. Кога таква ситуација која ќе се случи, обично бил превидот, значи желудникот страдал и го протолкувале како болка од камчињата кои што биле забележани во жолчката, така? Тоа, инаку масни оброци, значи дали после може да јадат масни, дали има промена во метаболизам. Значи, јас мислам, сега ова се работи, хирург размислува практично како точно да постави диагноза, кога да оперира, како да оперира, како да, нели, многу ние практично размислуваме кој да му асистира на операција. Пациентот, нели, кога да дојде за конци, моментот дали тие имаат, нели, промени големи во животниот стил, после тоа веќе ние многу не анализираме, ама еве вака теоретски една анализа. Жолчно кесе што ме тука, значи имало улога. Еволуцијата му дала место со причина, инаку би го немало органот. Ама човекот, тоа било во време, вака замислете време, кога човек живел константно гладен, во недостаток на храна. Доаѓа до оброк, го јаде оброкот и сега тоа е шансата, телото треба да зграби се што може во најбрз можен рок. И мастиве, за да убаво се варат, нели, треба тогаш да има резерва на жолчка. И, нели, да така преживел. Инаку, кога не би вадел се можно нутритиенти од таа храна што ја внесува, човек не би преживел. Веќе, нели, живел милион години во дефицит на храна, ама последниве децении живее во вишок на храна. Така. И јас не мислам дека реално ќе му недостига, дури со тоа темпо на лачење на жолчка, доволно нутритиенти имаме. Нема да направи разлика. Нема да направи разлика, еве да ги смириме сите оние кои што размислуваат дали е потребно да се направи операција, како би изгледал нивниот животен стил потоа, бидејќи пациентите и за тоа размислуваат, нели? Да. Ќе ги вклучиме еве да видиме размислувањата и прашањата на гледачите кои што се јавија на телефонот на телевизија Тилма и ќе се вклучат во програма. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Поздрав до вас, до емисијата. Еве, јас да прочитам направено ехо на абдомен. Жолчно кесе наголемено, превиткано, хипотонично, со талок од жолчна тина во луменот. Добра. Холедок дилатиран се следи со пример од 12 до 13 мм со впечаток за дискретна дилатација на интрахепатални жолчни патишта. Во сегмент 5 на црниот дроб цистична делумно ирегуларна промена со големина 32 и 25. Останатиот црнодробен перенхом умерено нехомоген со промер на портна вена од 12 мм. Ова ме интересира. Доминантен наут е во епигастриум. Ова што е епигастриум не можев никаде да го најдам и откријам. Значи, доминантен наут е во епигастриумот за делумно... Што значи овој наут што ви е направен на ехо и што би било решение во вашиот случај. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, докторке, ако можете вака сега. Ако е уште тука да ми каже кои се симптомите. Да, кои се симптомите, дали имаме гледачката? Не, се исклучи, добра. Проширен, значи, епигастриум, праша што е. Епигастриум е горниот дел на стомакот. Стомакот го делиме на три ката. Епигастриум, мезогастриум, хипогастриум.
Епигастриум, епигастрични тегови, одма нели треба да не наведат желудник, црн дроб, жолчно кесе, хипогастрични, дебело црево и така. Епигастриум е овој дел. Проширен холедох и проширени жолчни патишта во црн дроб не особено, нели, ако прашува што е наодот, значи очигледно не е некоја драма, не е драматична клиничка слика. Тука треба до диагностика, треба да се направи нешто што се вика МРЦП и од овие малку податоци што имам, мислам дека не се камчиња во прашање. Камче, ако направи компликација, ако блокира жолчен канал, тоа оди драматично. Температура, трески, силни болки, пожолтување. Ако имаме вака, нели имало време ехо и гледам се пуштени дома, некој не е примен во болница, значи тоа е за додиагностика. Доле нешто кај глава на панкреас, во долниот дел на каналите може да има некоја пречка. Треба да се направи нешто што се вика МРЦП. Тоа е како магнет на жолчни и панкреатични патишта, за да сте сигурни, инаку нема да сте сигурни дека се е во ред. Значи, посоветувате тоа испитување да биде направено. Ќе го вклучиме и следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до докторката и водителката. Ви благодарам. Едно прашање. Јас сум оперирана година и пол од камења на жолчка. Така. Сега проблемот ми е над папокот, како јајце оток имам, и папокот ми е навнатре. Така. Лапароскопски предпоставувам, така? Да. Издигнато е, така? Да, издигнато. И папокот е потонат. Значи, тука има некоја, пошто рековте месец пред година и пол? Да. Значи, така ќе остане. Таму, од тука се влегува со камера за лапароскопија. Кога затварале, тука зидот, кога го затварале со шеф, малку е повеќе повлечен папокот и може би малку повеќе издигната, значи, може да се случи, нели, осузат тегање, за да не се случи кила, може би, да кажам, непропорционално е затегнат зидот. Или имате едноставно кила. И тоа може. Може да имате кила ако има топче на тоа место. Тоа ми се случи сега, пред 2-3 месеци. А сега се случило. Значи, со голема веројатност е кила во прашање. Ке мора да се прегледате, да знаете дали имате кила, зашто ако имате кила и ако е мала, може да вклешти и тогаш да стане итна здравствена состојба. Тоа значи хирург да ве прегледа. Може општ, може абдоминален. Јас певка и матичната ми вика не ми изгледа на кила, ова ми е нешто страшно. Сад не знам што е страшно. Не, страшно не е. Страшни болести, мислам, народски се раковите, така? Да. Да. Така, но сепак советот од нашата гостинка е да ве прегледа абдоминален хирург или општ хирург, за да се потврди, односно да се исклучи доколку се работи за стомачна кила. Ви благодарам за... Не е страшно. Не е ништо, значи не е страшно. Ви благодарам многу, поздрав. Ви благодарам и вам за вклучувањето во програма. Ние, доктор, ќе продолжуваме понатаму. Споменавте дека ризикот од компликации од операциите е 1%. Да. Од операцијата за отстранување на ризик од компликација од операција. Од операцијата, така. Од операцијата е што тие се може да вклучат? Какви се компликации може да се јават? Најсериозната да се повреди холедох. Значи тоа е оној најголемиот жолчен канал, тој што носи жолчка од црн дроб до тенки црева и тоа е еден. Не е како непарно е. Кратка должина е, значи тоа е структура од 10 cm, 8 cm. И ако тоа се повреди, а може да се повреди, тогаш сериозна операција следи без гаранција за успех. Тоа е многу сериозна компликација. И друга, голем крвен сад. Тука во близина поминува артеријата која носи крв од десна половина на црниот дроб. Таа може да се повреди, а може да настане животозагрозувачко крварење или ако се прекине дотокот,
настануваат промени во десната половина на црниот дроб. Така, хронични промени, некојаш може помалку, повеќе сериозни. Друго што би било, тоа би било од така најголемите компликации. Неко претпоставам инфекциите се тука. А тие се за секоја операција, значи за секоја операција важи инфекција, крварење, Анестезија. тоа дополнително. Анестезиолошки ризик. Ризик од повреда на црево. Тука е одна под жолчното кесе е 12-палачно црево. Повреди на 12-палачно црево исто се сериозни, тешко се згрижуваат. Така, тоа би биле тие. Ај, може кила да се јави. Така. После секоја операција може да се јави кила и тоа веќе и не зависи само од хируршка техника, тоа зависи од склоност на организам. Дури кај операции лапароскопски може да се јави, најчесто на тоа место над папукот може кила да се јави. Тоа значи дека треба добро да се процени кога треба да се направи операција на жолчката, односно таа да се отстрани, дека не секоја состојба треба да биде третирана хируршки. Така. Доколку жолчката е превртена. Спомена пред малку гледачката дека има превртена жолчка. Тоа е опасно или не е? Не. Од она што знаеме сега, тие што имаат нели како таков наод на ехо, не се повеќе склони на камчиња. Ништо не значи поинаку ни за операција, ни за болести, ни за иднината. Тоа е само како обсервација на тој што го прави ехото. Тие што прават ехо играат нели подредени правила, се знае како изгледа нивниот извештај. Има податоци кои тие мора да ги наведат. После тоа врска е на клиничарот. Клиничар е тој доктор што има директно, значи го лекува пациентот, тој да одлучи што од тоа е од значење за во лекувањето, а што едноставно е так спореден наод. А оние кои што имаат полипи во жолчката, дали треба веднаш да го отстранат жолчото кесе за да не ризикуваат некаква компликација, или жолчен полип поголем од 1 сантим, веќе е ризик за карцином на жолчка? Полип, затоа што ако камче многу лесно и сигурно се дијагностицира на ехо, полип не е таква структура што толку сигурно и толку лесно се дијагностицира. Би требало да се повтори ехо наодот, затоа што тоа што наликува во еден момент на полип, може би после ќе испадне дека било некоја згусната содржина, може би ситни камчиња. Да се повтори ехо наодот, ехо прегледот во 2 наврати во размак од неколку месеци. И ако и 2 пати нели, на исто место, слична димензија или поголема димензија, да се извади, затоа што полип нели, може да е некој како првиот чекор, значи прва етапа на некој карцином. Иако тоа, пак ќе кажам, Македонија е ретко, од сите тие кај што им е прочитано, значи видено полип, реално ретко испаѓа карцином. Доктор, ке ви благодарам многу за денешното гостување, за сите убави појаснувања, прилично јасни, да можеме да разбереме. Јасно беше. Да, јасно беше, одлично беше и интересно за следење. Ви благодарам многу за вашето денешно присуство во оваа емисија. Фала и вам и за трпението. Беше задоволство. Почитувани, оваа беше уште една емисија која што ја реализиравме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Гостинка во студиото ни беше доктор Клаудија Гиноска, специјалист по абдоминална хирургија. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Ви посакувам пријатен ден.